على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم وغيره لا يدوم. رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في النخوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел кога спомнува некоја работа во Куранот, многу често ја спомнува и неговата спротивна работа. Па кога зборува за казна, зборува веднаш и за опрост. Кога зборува во курански ајети за дженнет, потоа зборува за джехеннем. За луѓето да го обожава на возвишениот Аллах Азза ва Џел и со страв и со надеж, надевајќи се на неговата награда и плашејќи со неговата казна. Така и ми е, откако зборувавме нешто кратко за некои описи на дженнетот, чие престојувалиште е за богобојазливите, за верниците, оние кои му беа покорни на возвишениот Аллах Азза ва Џел, редно е да се спомни и описот на неговата спротивност, а тоа е описот на джехеннемот. Како што е речено, ако сакаш да ја знаеш вредноста на некоја работа, спомни ја неговата спротивност. Па затоа, возвишениот Аллах Азза ва Џел не предупреди во својата книга за тој джехеннемски оган и не извести за различите видови на казни во него, и тоа од својата милост кон нас. Зошто? За да бидеме повнимателни и уште повеќе да се плашиме, па да му бидеме покорни на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Затоа да слушниме некои аети кои зборуваат за ова лошо престојувалиште, молејќи го возвишениот Аллах Азза ва Џел да не заштити нас и нашите фамилии од него. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. И плашете се од огнот джехеннемски, кој е подготвен за неверниците. И вели возвишениот Аллах: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. Ние за неверниците окови и синџири и оган распламтен подготвивме. Се пренесува од Дахак ибн Музахим, од Али ибн Аби Талиб радијаллаху анху, дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем рекол: кога една алка од овие окови на джехеннемот би се ставиле на еден врв планина од планините на ова дуња, таа планина би се стопила како што се топи оловото. Па како ли ке биде о сина Адемов, кога тој синџир и тие окови ке биде ставен врз тебе самиот, а потоа рекол и синџири. А што се однесува до синџирите, тие ке бидат ставени околу нивните вратови, околу вратовите на джехеннемлиите, а што се однесува до оковите, тие ке бидат ставени на нивните раце. Потоа рекол и распламтен оган, што значи оган чие гориво никогаш не се гасне.
И вели возвишениот Аллах азза ва джелле во суратул Кахф: Инна а'тадна лиз-залимина наран ахата бихим сурадиқуха ва ин ястагитhu югатhu бима'ин калмухли яшвил вуджух би'са аsh-шарабу ва са'ат муртафаqa. Навистина, ние за неверниците подготвивме силен оган, чиј пламен ке ги обкружат од сите страни. А кога тие неверници во огнот ке побараат помош, барајки вода поради силната жет, ке им биде донесена вода како матно масло или течност слична на растопена ковина, крајно жешка, која ке им ги пржи нивните лица. Колку ли е само лош тој пијалак, што не ја гасне нивната жет, туку само ја зголемува, или колку е само лош тој оган, како престојувалиште и место за живење. Се пренесува од Харун ибн Антара дека рекол: кога жителите на Джехеннемот ке почувствуваат силна глад, тогаш ке побараат помош, па ке им се даде храна од дрвото зекум, за кое ке дојде посебно говор. Тоа дрво кое расте на дното на самиот Джехеннем и чии плодови се како што Аллах азза ва джел, чии плодови се како главата на шејтанот. Ке им се даде од овој плод на Джехеннемлиите. Ке јадат он него, но он неговата смрдеа, он неговот лошотилог. Ке им се пржат и ке им паѓаат кожата од нивните лица. Ке им се кине и ке им паѓа. Потоа ке ги опфати силна жет, па ке повикаат повторно за помош и ке им се даде вода од мухл, а тоа е растопена врела течност. Тоа е течност чија жештина достигнала крајна мера. Кога ќе ја приближат до своите усти, од нејзината жештина ке се испече месото што останало од нивните лица, од кои веќе паднала нивната кожа. Во овој ает од суратул Кахф има големо предупредување и сериозна закана за секој што се одвраќа од вистината на возвишениот Аллах азза ва джел, за секој кој не поверувал во пратеништвото на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, за секој кој го става Куранот и суннетот на неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем зад нивниот грб и за секој еден што не постапувал према шеријатот и законот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. И вели возвишениот Аллах, обраќајќи му се на Иблис лаънетуллахи алейх: Инна ибади лейса лека алейхим султанун илла мен иттабаъка минал гавин. Навистина, моите робови кои искрено го обожаваат на Аллах азза ва джел, нема да ти дадам власт над нивните срца за да можеш да ги одвратиш од правиот пат. Ова е гаранција од Аллах азза ва джел за верникот кој има чисто срце, кој го обожаваат само на возвишениот Аллах азза ва джел. Аллах субханаху ва таала му дават гаранција дека шејтанот не може да го одведе од правиот пат. Но твојата власт, но власта на шејтанот ке биде само над оние кои те следат од заблудените, од многобожците, оние кои ја прифатија твојата власт и ти се покорија, наместо да му се покорат на возвишениот Аллах азза ва джел. Ва инна джаханнама ламавъидухум аджмаин. И навистина жестокиот оган е ветеното место за Иблис и за сите негови следбеници. Лаха саб'ату абваб ликулли бабин минхум джуз'ун мақсум. Овој джаханнам, овој оган ке има 7 порти и секоја порта е пониска од другата. И за секоја порта има одреден дел и удел од следбениците на Иблис според нивните дела. Што значи дженнетот има дараџат, дженнетот има степени нагоре, а додека джехеннемот има дерекат, тоа е степени надолу. И тоа 7 степени и 7 порти. Додека дженнетот има 8 степени или 8 порти.
Од Али ibn Abi Talib радијаллаху анху се пренесува дека рекол: портите на џехеннемот се 7, една над друга, почнувајќи од најдолната една над друга. Се полни првата, потоа втората, потоа третата, се додека не се наполнат сите, се додека не се наполни џехеннемот. И вели возвишениот Аллах азза ва џел во сурату Зумар: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. И оние што не поверуваа во возвишениот Аллах азза ва џел и кои не поверуваа во неговите пратеници, ке бидат водени, одведени кон џехеннемот во групи. Кога ке стигнат до него, чуварите кои се задолжени за џехеннемот ке ги отворат неговите 7 порти и ке ги укоруваат, ке ги навредуваат и ке им велат: како можевте да му се спротивставите на Аллах и да го негирате и да негирате дека тој е единствен Бог? Зар не ви дојдоа пратеници од вас самите, кои ви ги читаа аетите на вашиот Господар и ве предупредуваа на стравотиите на овој ден? Тогаш тие, признавајќи ја својата вина и својот грев, ке речат на судниот ден: да, навистина ни дојдоа пратеници од нашиот Господар со вистината, со јасни докази, јасни аети, и не предупредуваа за овој тешк ден, но зборот на Аллах субханаху ва таала се исполни на крај, дека неговата казна ќе биде за оние што не веруваат во него. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. На оние што ја негираа вистината ќе им биде речено како понижување плюс и како навреда: влезете низ портите на џехеннемот и ќе останете вечно во него. Колку ли е само лошо престојувалиштето на оние што се охолиле, возгордеале и се издигнувале над верата на возвишениот Аллах азза ва џел и над постапувањето според неговите закони. Вели возвишениот Аллах азза ва џел во суратул Мулк: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. За оние што не веруваа во својот Створител, во својот Господар, е подготвена казната на џехеннемот, а колку ли е само тоа лошо место на враќање за нив. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Кога овие неверници, зулумчари, грешници ке бидат фрлени во џехеннемот, ке слушнат од него страшен и одбивен звук, додека тој силно врие и бесне. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Џехеннемот речиси ке се распарчи од силниот гнев кој го има кон неверниците и кон грешниците. Секогаш кога во него ке биде фрлена некоја група на луѓе, чуварите кои се задолжени за него ке ги прашаат како укор: зар не ви дојде во дуњалукот пратеник што ве предупредуваше за оваа казна во која сега се наоѓате? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ке одговорат: да, навистина ни дојдоа пратеници од Аллах азза ва џел и не предупредуваа за овој тешки ден, но ние го негиравме. Но ние го негиравме и рековме за тие аети кои ни беа донесени од тие пратеници и велевме дека Аллах не објавил ништо и не му објавил на никого. Ги негирале Аллаховите аети. Ги негирале тие јасни докази со кои Аллах азза ва џел ги испратил за да ги опомене од оваа казна во која тие се наоѓаат. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. И ке речат признавајќи ја својата вина: кога би слушале,
како што слуша оној што ја бара вистината. Многу слушаат, но не слушаат за да примаат вистина. Толку многу луѓе слушаат за да ја одбијат вистината, за да ја згазат вистината и за да ја негираат вистината. Право слушање е она слушање кое се прифаќа со радост таа вистина која доаѓа од возвишениот Аллах азза ва џел. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Па Аллах азза ва џел вели, така тие ке го признаат негирањето и своето неверство поради тоа што ја заслужиле казната во џехеннемот. Па затоа вели Аллах азза ва џел, далеку нека е Аллаховата милост од нив и тие нека бидат жители во џехеннемот. Со Аллахова дозвола ќе продолжиме и следното дружење со опис на џехеннемот, како би се плашеле што повеќе и би барале заштита само ке возвишениот Аллах азза ва џелле од него. Го молиме на Аллах субхану ва таала да ни заштити од џехеннемот, од оние дела кои ни водат до џехеннем, и го молиме на Аллах субхану ва таала да ни соедини во џеннетул фирдеус со пратениците, искрените шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллама ала набиина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.